Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. Мој и ваш, се разбира, вечерашен гостин е доктор Димитар Гетов, кој ни доаѓа од Валандово по занимање гинеколог. Господине Гетов, добро вечер и добро дојдовте во нашава емисија. Добро вечер, Георги, благодарам на поканата и пријатно се чувствувам во вашето студио. Ова ви било ново. Така е. Една година уште. И пол година, може би малку повеќе. Ви се допаѓа? Да. Добро е? Да, добро е. Со сите стандарди на... Со сите нишани. Так, на телевизиска студија. Да, благодарам. Се надевам дека ќе имаме поводи за убави разговори и понатаму, бидејќи, нели, ова каналот ВИС е регионална телевизија, па се гледа во целиот регион, југоисточен, вклучувајќи го и Валандо. И се надам дека оваа емисија 15 минути со ќе ја гледат и што поголем број на валандовчани. Вие сте единствениот гинеколог во Валандово. Интересна работа. Како издржува Димитар Гетов како единствен гинеколог во Валандово, а згора на тоа му доаѓаат пациенти, бидејќи не е обичен гинеколог, туку многу добар гинеколог, велат одличен гинеколог. Доаѓаат пациенти од Гевгелија, од Струмица, од Богданци, од Доиран и така натаму. Вака, Георги. Прво, фалбата е рѓе шо викат нашите. Вердака. А меѓутоа, секој пат во животот си имал една девиза, ако работиш нешто, работи го најдобро. И труди се да дади максимум од себе да бидеш квалитетен. А за да го работиш најдобро, треба да го работиш со љубов. Со љубов. Така е. Тоа сакав да го кажам. Така. Значи, како се издржува? Сега во последно време, кога се намали бројот на раѓања, што е навистина жално, тоа е тенденција низ целата наша држава. Тоа е тенденција и во другите, и во светот. И тоа не бевме ние навикнани, жално е. Минатата година прв пат Македонија е со негативен природен прираст, што е катастрофа за една нација. Загрижувачки. Загрижувачки. Сега може би и имам слободно време за себе, но порано тоа беше буквално работа и само работа. Благодарение на поддршката... Јас извинувам, прочитав некаде текст, гинеколог 24 часа во денот. Така ли е? Така. Значи, благодарение поддршката на семејството. Так, значи, јас памтам, моите деца пораснаа благодарение на мојата сопруга. Јас децата не ги ни видов кога стана... видовте пораснати. Така е. Бидејќи работното време одиш на работа, завршува, остануваш во породилиште, завршуваш, одиш дома, пак одиш на породилиште, продолжуваш на работа и така натаму. Значи, бевме и помлади, и тие се убави моменти. И на секој млад гинеколог би му препорачал да се даде од себе максимум и да работи практично да се даде себе си во целост, да? Во една прилика кога беше комисијата за одредување на квалитетот во болниците, сегашни професор Тофовски, професор Ана Данева, и во еден разговор, од кој завршија, професорката Ана вели: докторе, како да ги мотивираме младите гинеколози да дојдат овде? Така. Да научат од овие вештини. Значи, неблагодарно е кога си сам. Така. Значи, одлучуваш за се во секој момент многу брзо. Значи, мозокот мора да работи многу брзо, за да не се случи нешто што во секое породување може да се случи. Има од една многу убава реченица, тоа е професор Адамова, нашата почитувана професорка перинатолог, што викаше:
На прашањето има ли неризична бременост и раѓање? Да, има, но за неа се заклучува ретроградно. Од кога ќе заврши се. Тогаш сме сите победници, тогаш сме сите на пиедестал. Така. Во тој текст во кој прочитав дека Димитар Гетов е гинеколог кој работи 24 часа во едно денонокие, го прочитав и тоа дека сте човек кој веројатно измамува најмногу насмевки, најмногу поздрави во Ландово, бидејќи тој донесол на свет и сегашните мајки на новите бебиња, и дека вас ве красат многу убави нешта и како човек и како гинеколог, а тоа е убав спој на една личност. Велите, како да мотивираме млад човек да дојде токму овде, нели, во Ландово? Вие почнавте да работите во Скопје, ако не се лажам, па дојдовте во Ландово. Каменот си тежи на местата, тоа ли е единствената причина? Значи, да, така е, Георги. Можам да кажам дека сум голем локал патриот. Многу што си го сакам регионот. Браво. И секој пат за мене, кога ќе ги поминам тунелите на Демиркапија, се отвера југоистокот на Македонија, најубавиот регион. Најубавиот крај, со најтопли луѓе, со најдобри луѓе. Се согласува. А тоа беше нешто што ме натера. Јас бев добро прифатен на клиника. Бев дел од гинеколошка акушерската клиника во Скопје, но начинот на функционирање на животот во Скопје не ми се допаѓаше. Иако тоа е местото кај што најубавите моменти од животот ми поминале. Младоста, студентскиот живот и така натаму. Не се жалам за тоа што се вратив. Не се жалам за, можеби тоа беше уште поголем мотив да се вложа максимум на почетокот на мојата кариера како гинеколог. Така. И вроди со плод. Не велам дека сме безгрешни. Значи, но секој пат велам, не постои лекар, доктор, кој што е различен по карактер. И ваков, и онаков, и добар, и лош, кој како ќе го карактеризира, а да не му сака добро на својот пациент. Значи, во тој дел, секој од лекарите, особено гинеколозите, сакат максимално квалитетно да биде завршена работа. Но не е случајно тоа што ви доаѓаат пациенти и од Струмице, и од Гевгелие, тоа не е случајно. Значи, добриот глас надалеку се слуша. Ајде не толку надалеку, ама барем во регионот се слуша. И тоа беше препознаено од општина Валандово, и општина Валандово му врачи на Димитар Гетов годишна награда на општината. Што значи тоа за вас? Вака се, значи, Георги, ние, докторите особено, во текот на нашето работење, нашата работа, народот, па и луѓето кои што се во различни периоди на власт, локалните самоуправи, ја препознаваат и некогаш ја наградуваат. Ова беше еден од моментите. Што значи? Одличен гест. Значи многу. Прво, значи дека граѓанството, бидејќи сепак таа оди на предлог на одредена група граѓани, од благодарност предложило Советот на општина Валандово ја освоило и беше доделена. Значи и благодарност за досегашната работа, а значи обврска за понатаму, да сме живи и здрави. Да сме здрави и живи. Тоа е во секој случај валоризација на вложениот труд, валоризација на се она што го дал од себе Димитар Гетов во својата професионална кариера, но тука јас сепак би го спомнал и човечкиот карактер на еден доктор. Не сите сме исти. Не сме сите исти. Особено во последно време, Георги. Многу нешто што многу ме нервира или што може да ме изнервира е човечката злоба. Станавме многу лоши. Секогаш во секој од нас постои барем еден мал дел во кој што вели дај да бидеме малце подобри.
Така е. Но тоа веќе се изгуби. Начинот на функционирање, општеството, постојаното брзање за побрза, И за полесна пари, за заработка, Така. не направи малку почовечни. Секој пат сум велел, како доктори не може да биеме богаташи. Не велам дека нема добар живот. А зошто мора да бидеме богаташи? Но мора да бидеме добри луѓе. Апсолутно. Мора да бидеме добри луѓе. Ние заборавивме како лекари да разговараме со пациентите. Тоа е многу битно. Така е. Значи, кога разговараме, може би некој ќе каже, ма не е тоа така. Така е. Од самиот разговор ќе научиш многу за пациентот, ќе научиш за неговите маки, може би не сакајќи ќе те насочи точно на вистинската диагноза и на вистинскиот начин како да му помогнеш. Така. Сите тие елементи современата медицина веќе некако не ја ни препознават, затоа што станавме премногу механички, се подпираме на употреба на многу апаратури, на разноразни испитувања и сето тоа не направи да ова што кажав на почетокот, многу помалку разговарам со пациентите, туку само даваш упут. Ова да се направи, ова да се направи, постојат разни протоколи, ова да не се промаши. Ево, таквото брзање секој пат нешто ќе сгрешиш. Во ред, она што ме интересира е втората страна, другата страна од медалот на темата за која разговараме, а темата е Димитар Гетов. Вие покрај тоа што сте во вашата ординација, во Ландовчина велат, често може да го видиш како пешки оди натаму наваму. Тоа е резултат на едно здраво живење што го практикува Димитар Гетов. Така ли е? Така е, Ѓорги. Значи, уште веќе подолг период го практикувам овој начин на функционирање. Зошто? Тоа е како ќе го натереш мозокот да размислува. Последен конгрес на гинеколозите, кој што се одржуваше во Охрид, се вратив од Охрид, како сите, сакаме добра музика, добра храна, да си поседеш со колеги, па од цела бивша Југославија беше посетеност. И кога дојдов дома, се ме гледа сопругата и вели, знаеш, веќе си ко балон надоен. И се гледаш, стварно си претала во многу работи. И тоа ме натера да чекај малку, не бива вака. Значи, оној дел од денот, кога некој сака после работа да се одмори, да си поспие, тие 2 сата јас не ги практикувам на тој начин, туку доаѓам, во колку имам време. А утепан од работа, се истуширувам, се облекувам во спортска и ќе ме видат во Ландовчани. На патот до манастирот, од едната или од другата страна. Свети Ѓорги. Манастирот Свети Ѓорги, така е. На стадионот големиот на Победа или на малиот... Значи не пешачите, дури и трчите, така? Да, и тоа комбинација. Браво. Кога е лошо времето, си имам свој режим на функционирање во домашни услови, вежбање и така натаму. Супер. Колку километри дневно? Од 12 до 15 секој ден. Не можам да верувам. Не. Резултатот е овој што го гледате, почитувани гледачи. Еве, пред вас на вашите мали екрани имате двајца екземплари, едниот кој не пешаче, туку само седи, само лежи, само јаде, и човек кој е исклучително активен, живее спортски живот. Јас и господинот Гетов сме генерацијски, тука некаде сме. 4 години разлика. Јас сум 4 години повозрастен од господинот Гетов, а гледате.
корпус деликти, како јас изгледам, а како изгледа господин јас- Гетов. Затоа живеете спортски. Јас во текот на животот, значи, не ме знаат мене валандовчани да сум бил добар фудбалер, добар ракометар, значи не сум бил толку активен во спортот. Но, уште во средно училиште, си бев парвенец, брате, на фолклорната секција. Значи, супер. секоја недела имавме 2 до 4 пати тренинзи. Значи, 4 години си... Проби, да. Куд Гоце Делчев? Куд Гоце Делчев, фолклорната група Куд Гоце Делчев. Браво. Кога отидев на студии во Скопје, тоа беше веќе 85-та, после завршувањето на ЈНА во бивша Југославија, се зачини во Академското културно-уметничко друштво Мирче Ацев. Меѓутоа, сватив дека медицината и слободното време, одвоено за фолклор, некако не одат. Значи ми требаше многу повеќе време за учење отколку. И тоа беше само обид една година и се откажев. За жал се откажав, но потоа кога се вратив во Валандово, имаше други активности. Има други активности. За тоа е другата тема на разговорот за кој ќе зборуваме малку. Значи само во периодот кога максимално се работеше во поредилиштето, немав доволно време за себе. Така. Одлично. Продолжете така, бидејќи ова ви го дава... благодарам се, Ани. Ви го дава изгледот што го имате. Ке мора да ми препишате рецепт. Не, рецептот, Георги, не. Колку километри дневно, каде, колку, значи, како дишење и така натаму, за да можам јас... И во моментот кога си најизморен, значи се случувало да, што викат старите, душата ти спие. Така. Ама спиеш, ама си одиш. Така. Зошто? Нема поголема убавина кога ќе дојдеш на манастирот Свети Георги, знаеш каде е, каде е Валандово, таа горнина која ќе ја качиш. Тој чист воздух. Тој чист воздух, никој околу тебе, тишина, мир и една прекрасна гледка на Валандовско поле, па дури дел и од Гевгелискиот регион. Супер, супер. Да. Големо богатство е тоа. А таа друга приказна за која мора да позборуваме малку е Распеани Валандовчани. Тоа е една од најдобрите пејачки групи во нашата земја, Распеани Валандовчани. Јас долго време соработував со нив и оттаму го знам господинот Гетов. Ние сме стари пријатели. Се знаеме многу години. Се знаеме многу години. Ако не оделе рака под рака студирањето и Мирче Ацев, тогаш гинекологијата подосна одат рака под рака. Со Распеани Валандовчани. Со Распеани Валандовчани. До кај е приказната со Распеани Валандовчани, слушнав дека известен период не работи. Вака, сега ова корона не така размести од темел сите на сека, во секое поле и нас ко група, но ние не престанавме да функционираме. Прво е благодет што ја имаме, ја обновивме на наша иницијатива, на голем број од сегашните членови на Распеани Валандовчани и благодарение на големиот ангажман на покојниот Леонид Манчев, кој што има најголема заслуга за тоа што Распеани Валандовчани функционират сега какви што се. Некаде 2005 година наша генерацијски блиски луѓе од Валандово, кои што претходно биле во Распеани Валандовчани, во фолклорната група на Куд Гоце Делчев, седнавме со Леонид Манчев, направивме муабет, ајде да пробиме една, две проби, на секоја проба доаѓа нови членови и некако се оформи таа група со секојдневно ангажирање, не можам да кажам, но почнавме два пати неделно проби. Понеделник и петок си издвојувавме, значи, по 1 сат, тој сат никој пат не беше 1 сат,
многу повеќе кога ќе седнеш И да не пееш. е само пење. Да, И не е само не е пење, само тука пење. е и дружење. Така, и тоа дружење исто така и големо богатство. И од тоа функционирање на Распеани Валандовчани имавме учество 2 пати на Фолкфест Валандово и 2 пати освоивме второ место Така. од публиката. Прекрасни песни останаа зад нас. Тие се веќе песните на Распеани Валандовчани. Најдобра и најпрепознатлива е, ја знаеш, Химната за Валандово, твојата песна. Ти си автор на текстот, Леонид Панчев е автор на музиката. Во текот на пандемиските години, ланска година, успеавме да се направи... Учествувавме на Везилка, програма, емисија што се емитува, мислам, на Алфа телевизија, и се направи годишниот концерт што беше посветен на Јанко Узунов. Но беше токму во еден период кога повторно, не знам кој си бран на ковидот, буфна, зазема замав и така помина некако потивко, затоа понезабележително. Да, но и одржувавте многу концерти и јубилејни концерти по повод одредена годишнина од постоењето на Распеаните Валандовчани. Имате свој концерт дури и во Струмица. Да. Имав чест да бидам водител на тој концерт, но јас ќе ве поправам, чинам дека имате повеќе награди на Валандово. Го заборавивте ангажманот со Ѓоко Јович, Црвена вишна. И тоа не е втора награда, туку прва награда убедливо. Така. Знај зашто? Заради тоа што овие ги издвоив, бидејќи се само за Распеани Валандовчани. Ама тука сте... Црвена вишна и понатаму е препознатлива песна во репертоарот на Распеани Валандовчани. Така. И штета е што замина од овој свет Леонид Манчев, уметничкиот раководител на Распеаните Валандовчани. Не само заради тоа, туку и поради Фолкфест Валандово, првиот, најстариот фестивал во нашава земја. Тој беше долгогодишен директор, еден од основачите на фестивалот. И во тоа негово време фестивалот имаше најпрепознатливи белези. Тогаш го достигна тој максимум, тој зенит во своето постоење, ако се согласуваш. Така беше, значи, ако го вратиме филмот, тогаш тие фестивалски вечери беа вечери на квалитетна музика, на учество на квалитетни пеачи, преполни сали, се бараше карта плюс. Валандово и Валандовчани живеа за тие моменти. За жал, не е така во последните години. Се надевам дека полека, лани, полани. Пред 2 години. Пред 2 години се врати на голема врата. Имавме добар фестивал, јас се согласувам со тоа, но нештата се сменија воопшто и во земјава, и со економијата, да се подсетиме какви спонзори имаше Валандово на времето, заедно со познатите Валандовчани, како се викаше семејството? Семејството Сирови. Така. Значи, они се, да не кажам, мецени на културата и се што случуваше. Несебично помага во секоја сфера, особено за Фолкфест Валандово. Така е. Добро. Ја затвараме и таа тема. Емисијата се вика 15 минути, со ми се плаче, што не можам да го продолжам многу разговорот, бидејќи имаме многу убави теми за разговор, но само уште нешто. Оно што го знае Гетов, го знае дека своето слободно време, дел од своето слободно време го поминува и во Струмица, особено кога другарува со манифестации од културен карактер. Вие сте љубител на театарот, на музиката, претпоставувам, така? Знаете што, едно од начинот на функционирање во големите места е тоа да народот, луѓето, имат можност да посетат театар, концерт и така натаму. Ние, цел овој регион, како што функционираме, Гевгелија, Валандово, Богдан Сидојран, Струмица. Струмица е центар во кој што има се.
однос на културниот живот. Така. Имате театар, имате Дом на културата во кој се одржуваат голем број манифестации и на тој начин 25 километри во Ландово не е многу. Еве го каја. Значи, не сме испуштиле, ако можеме, премиера на театарска представа. Браво. Имате прекрасен ансамбл со млади актери. Да, имам сега промена на генерација, така? Да, со млади актери и последните години пред короната има навистина убави представи. Организирате концерти исто така со познати музички звезди од Балканот. Од Балканот, така. не само од Македонија. Струмица, освен трговијата како центар за, пак да кажем, на југоистокот, доминира во тој дел и ние На сме... карнавалот доаѓате? На карнавалот, Георги, јас сакам топло време. И ви се погодува буквално или да врне, или да ви е студено. Па секогаш е така, секогаш е така. Значи, меѓутоа, ако не сум ноќта, значи не промашуваме со сопругата да поминеме на деновите пред карневалот, кога многу е интересно и многу е убаво кога градот живее. Значи, каде и да се завртеш, гледаш дека се е живо. Живо и се е во духот на карневалот. Продавачките или продавачите се облечени така. поинаку, начинот на комуникација е поинаков, градот ви е накитен. Убаво е. Убаво е. Добро. Тие се убави работи што треба се негуват и ќе си продолжат. Добро, да се видиме следниот пат на некоја театарска представа. Па ќе се видиме сега, имате по припрема. Така, да. Добро. Господин Егетов, ми беше чест што бев ваш домаќин во емисијата 15 минути со. Ви благодарам за гостувањето и се надам дека ќе имам уште многу убави можности за вакви убави разговори. Мене ми беше чест што бев ваш гостин и да, ви давам збор дека кога и да ме повикате, ќе ви одговарам на покана. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме за 7 дена во истото време. До тогаш, се најубаво.